Ако ја извадат таа студија, ворете да се случува што се случува? Ако има забрана од ЮНЕСКО, веројатно нема да може. Не, тие забрана од ЮНЕСКО нема, јасни се препораките. Може би ќе има во новиот извештај, се јас велам ова што го имаме сега. Но тие велат дека фалело студија, еколошка, ако добро имам разбрано, и дека така за влијанието врз животната среда. Да, и заради тоа е спорно. Сега јас прашувам обратно. Ако се изработи таа студија, во ред ќе биде? Ја мислам дека нема да е во ред. Затоа што ние тука имаме морален проблем. Немаме ние легален проблем, а моралниот проблем е кој таму гради. Тоа е суштината на прашањето. Мислам дека никој не очекува дека тој профил на човек ќе е наивен да гради дивоградба. Од она што го знам, градат дури и помалку од габаритот што им го дава маркицата. Но прашањето е кој е потеклото на парите и какви пари таму се трошат. Тоа е суштината на прашањето. УЈП може да провери, ако има нешто спорно. И УЈП и обвинителството. И да се провери како и тие пари се легализираа во минатото со одлука на Вилма Русковска. Се сеќавате како се заврши случајот Империја? Да, со погодба, да се договори. Така што, по мене, тоа е суштинското прашање. Ние, ако вака настапуваме... Значи, таму се гради легално, тука нема што да прави државата. Продадено земјиште согласно сите закони, со надавање, има детален урбанистички план, има платено комунали и се гради во помал обем од габаритот. Но повторувам, прашањето е морално, не е правно. Ако е вака, дајте ни офшор дестинација да станеме, па кој стигне, нека носи капитал каков сака.